Петочно издание на регионалните вести. Полицијата во Тетовско и Гостиварско периодов интензивно открива лица кои продаваат или користат дрога. Од 6 до 28 септември се бележат 120 приведувања кои продолжуваат и понатаму. Вчера во Гостиварско 4 малолетници се најдени со марихуана. 4 малолетници на возраст од 16 и 17 години се приведени од полицијата во Гостиварско Дебреше вчера вечер во последниот евидентиран случај на откриени корисници или дилери на дрога. Кај овие 4 била најдена марихуана. Полицијата интензивно работи на откривање на луѓето кои продаваат дрога во периодов, велат од секторот за внатрешни работи. Во текот на септември се приведени вкупно 120 лица по основ на користење, но и поради продавање опојни средства. Во рамките на планираните активности на секторот за внатрешни работи Тетово за справување, односно откривање и законско санкционирање на лица непосредно инволвирани во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, минатиот месец или поточно од 6 до 28 септември на поширокото полошко подрачје лишени се од слобода вкупно 120 лица. Најголемиот број од нив, односно 92, лишени се на тетовските, а преостанатите 28 на гостиварските простори. Претежно станува збор за машки лица, меѓу кои малолетници на различна возраст, од 15 до 45 години, и тоа не само од Тетово и Гостивар, туку и од повеќе села во поширокиот полошки регион, кај кои пронајдена, фотодокументирана и одземена е марихуана, кокаин, хероин, хашиш и екстази. По целосното документирање на случаите, против инволвираните ќе следуваат поднесоци согласно член 215 од Кривичниот законник на Република Македонија. Осомничените ќе одговараат за кривичното дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Вакви и слични активности, посебно сакам да нагласам, со несмалено темпо и динамика, веќе се во теки овој месец, а главен таргет ќе бидат дилери корисници и корисници на наркотични дроги. И низ Македонија се интензивирани потраги по лица кои продаваат дрога. Во акција на преминот стражака кои во неколку градови пред 2 дена приведени се 6 лица и запленете околу 22 килограми марихуана. Денешниот полициски билтен од СВР Тетово информира за различни случувања евидентирани во последните 24 часа на подрачјето што го покрива. Меѓу нив информација за нападнат малолетник и повреден возач од населеното место Раотинце. Малолетник вчера околу 14 часот и 20 минути бил нападнат од 3 непознати лица, пријавил неговиот 49 годишен татко. Според него, немилиот настан се случил на излегување од училиште околу 13 часот, кога движејќи се со уште 2 женски лица по улица Благоја Тоска во Тетово, физички бил нападнат 16 годишникот од 3 лица. Се превземаат мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на нападјачите. СВР Тетово информира и за 2 сообраќајни незгоди. Едната се случила на локалниот пат во тетовското село Раутинце пред регионалниот пат Желино-Јегуновце, ноќеска на 5 октомври околу 1 часот и 45 минути, кога патничко возило даево тико со скопски регистарски таблици управувано 26 годишниот ЛМ од Раутинце, а во кој се наоѓало уште едно 17 годишно лице од истото село, загубило контрола и излетало од патот. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди, пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошна обсервација. Втората сообраќајна незгода се случила вчера од 7 часот и 10 минути на автопатот Гостивар Тетово во близина на Клучката Камењане, кога патничко возило Форд К со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 24 годишниот ХЈ од Добридол, удрило и усмртило куче кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени лица во возилото и причината е само материјална штета. На крајот од полицискиот билтен информација за пронајдени нелегални дрва.
Истите ги нашле полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во дворот од Викентичка, лоцирана покрај регионалниот пат Србиново Лакавица, во собственост на 49 годишниот Ф.И. од Лакавица, каде пронашле околу 9,5 метри кубни огревно дрво. Огревното дрво било подготвено за транспортирање без потребните документи и жик на нив, поради што се фотодокументирани, одземени и предадени на шумската полиција за натамошна постапка. Дваесет и осум сообраќајни несреќи се случиле на подрачјето на Гостивар минатиот месец. Епилогот е еден загинат мотоциклист, 2 тешко повредени лица и 16 кои поминале со полесни повреди. Минатиот месец на подрачјето на Гостивар регистрирани се 28 сообраќајни несреќи, од кои една била со починато лице. Во 2 несреќи исто толку лица се здобиле со тешки, а во 11 несреќи 16 лица поминале со лесни повреди, додека во 14 била причинета само материјална штета. Повеќе од половината од несреќите се случиле на отворен пат, другите во населено место на улиците Браќа Ѓиновски, Живко Брајковски и Линденска, Седек Костовски и други, како и на магистралниот пат Гостивар Кичево, автопатот Гостивар Тетово и така натаму. Најчести причини во овој период повторно се неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, непочитување првенство на минување, недржење страна на движење и други, информира СВР Тетово. Најмногу од несреќите се случиле во викендите, во сабота 9, недела 6, како и 4 во четврток, во периодот од 17 до 23 часот, кога е најголема фреквенцијата во сообраќајот на подрачјето. Апелациониот суд предпладнево му ја потврди казната затвор од 2 години на поранешниот премиер Никола Груевски, изречена во судот со набавката на луксузниот Мерцедес. Судот ги одби како неосновани жалбите на Груевски и на неговите бранители и во целост ја потврди пресудата. Од кривичниот суд информираа дека Груевски е должен доброволно да се јави на издржување на казната затвор. Поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски одлуката на апелација ја оцени како политички притисок и политички прогон. Пратеник од Германското собрание и член на тамошната комисија за земјоделие денес ги посети производствените погони за јајца, везешари и сувомесни производи лекер во Требош. Како собственик на фирма за биопроизводи, германскиот пратеник размени искуства со собственикот на везешари. Драго ми беше што бев денеска овде меѓу вас. Имав чест да видам едно предпријатие која функционира феноменално. Тоа не само затоа што ова се случува само за 18 години, тоа е како резултат на искрена и добра соработка не само со партнерите и со финансиските партнери, туку ова е резултат на искрена и доверлива соработка со сите партнери, а пред се со доверлива работа со работниците внатре во предпријатието. Со господин Абдурамани не поврзуваат многу слични работи, имаме така наречена иста жичка со него, пошто доаѓаме устиот крај. Он таму кај што пресловувал во Германија, ја тамо живеам негде блиску Аугсбург, и така да не поврзува, имаме една жичка. Во вашата земја сме веќе 4 дена со една делегација од Комисијата за земјоделство и посетивме многу места. Денеска овде ни е последната станица, така наречен, и во Македонија се импресионирани и ќе понесеме со себе многу позитивни искуства и сме многу благодарни што видовме толку убави работи и видовме дека кога се има желба може да се постигне многу. И многу сум благодарен што овде видов многу добри проекти и сум уверен дека и во иднина со добри партнери и со добра желба и со добри соработници и во иднина можеме да видиме многу слични такви проекти. За нас беше голем чест денеска што имавме пратеник од германската
од германското собрание и исто така сменивме многу идеи, меѓусебни разговори, меѓусебни работи што можеме во иднина да работиме во делот на земјоделие. Луѓето се многу интересирани од нашите продукти, од земјоделските продукти за германскиот пазар и се надевам дека во иднина ќе биде добро и за нас као земјоделци во Македонија и ќе може да се развива и соработката и во иднина на повисоко ниво меѓу Македонија и Германија. Ви благодарам. И денес продолжи активностите по повод детската недела во градинките во Тетово. Изминатава недела беше посветена на децата и помина во знакот на нивните права, но и должностите кои ги имаат. Неделата на детето и денес со различни активности се одбележа во тетовските градинки. Во градинката во објектот спортски центар, најмалите имаа можност да проследат куклена представа на тема другарство. Преку неа се запознаа со правото, дека децата имаат право да другаруваат, а воедно научија како треба правилно да се однесуваат со нивните другарчиња. Исто така, денешната активност беше збогатена и со неколку песнички. Славихме недела на детето низ многу активности. Си ги дознавте своите права, но исто така имате и ваши обврски, така? Да. Ја прославивме детската недела и со работилница, со бабите, со дедовците, на која работилница изработивте преубави играчки, какви што имале вашите баби кога биле малки. Е денес детската недела ќе ја завршиме со една убава представа за другарство. Вие овде сите сте другарчиња, така? Да. Со некого помалку се дружите, со некого повеќе, но вие многу се сакате, така? Да. И помагате на другарчињата? Да. Кога им треба помош на другарчињата, им помагаме. Кога им требаат двоички, им позајмуваме, така? Да. Во текот на детската недела дечињата ги научија нивните права преку различни активности, цртајќи и боејќи, но и на работилници во кои учествуваа и нивните баби. Децата имаат право на почивка. Право да учат. Се движам за идлачките. Ја имам право да идем на градинка. Почит на љубов, на радост, на среќа. И во Стара Градинка денес се одбележуваше детската недела со различни активности во кои учествуваа сите деца кои го посетуваат овој објект. Со цел да научат дека нашата околина треба да ја чуваме, затоа што немаме резервна планета, се одржаа работилници на кои децата ги ставаа отпечатоците на нивните раце на дрво, кажуваа стихотворби и пееа песни. Најголемата група дечиња со материјали од природата правеа различни изработки.
Јеклаше јадам колачина. А не измени? Од управата на детската градинка Младост во Тетово велат дека секогаш ги одбележуваат поважните датуми покрај редовните активности во својата програма за работа. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски најави дека владата за наредната година ќе одвои 6 милиони евра помош за спортските клубови. Тој рече дека преку законот за спонзорства и донации фирмите кои ќе го финансираат спортот во иднина ќе добијат поголеми поволности. 6 милиони евра помош за спортските клубови ќе започнат да се доделуваат од 1 јануари наредната година. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски најави дека дополнително ќе се информира јавноста по кој основ и на кој начин ќе се распределуваат средствата на спортските клубови. Недела дена имавме работна средба во владата Република Македонија, каде што најавивме дополнителни нови 6 милиони евра кои што директно ќе се слеат на контото на клубовите, на спортистите, на спортските работници, спортските индивидуалци. Секако до крајот на годината ќе бидат известени за колкава вредност на ваучер ќе добие. Тој најави промена на законот за спонзорство и донации во корис на фирмите спонзори, но и спортските клубови. Така да вие како стопанственици можете од данокот на добивка, не како што беше претходно само кон еден клуб и во кошарката биде 40%, сега ќе биде 50% од данокот на добивка или попластично доколку ваучерот е во вредност од 1000 денара, а вие плаќате 10.000 денара данок на добивка, вие ќе можете од тие 10.000 денара 5.000 да ги наменете конкретно кон клубот. Сега во моментот од одредбите кои што важат од овој закон, само фудбалот е со 50%, другите екипни спортови се со 40%, индивидуалните се со 35%, дури неолимписките се со 5%, така да со дополнување на ваучерот сите ќе ги изравниме на 50%, но секако претходно и оние законски одредби кои што важат во стариот закон ќе продолжат да бидат во функција. Каевски истакна дека се разгледуваат и други можности за државна помош за развој на спортските клубови. Времето денеска беше умерено облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 13, а дневната од 15 до 25 степени Целзиусови. Според управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, следните денови ќе преовладува променливо облачно и претежно стабилно време, со температури околу просекот за овој период од годината. Утрешните утрински температури ќе се движат од 2 до 11, а дневната од 14 до 23 степени Целзиусови. Го гледавте последното издание на регионалните вести за оваа работна недела. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.